Во домашен амбиент, во домот на господинот Никола Спасовски, следува најновата емисија Мојот пат на телевизија Кисименада. Ви благодарам, господине Спасовски, што прифативте да бидете гостин во емисијата Мојот пат. Многумина ве знаат во градот, вие сте познат дизајнер, слободно можем да кажеме и во поранешните југословенски простори, меѓутоа сепак би ве замолил да се представите кој е Никола Спасовски за подробно да знаат тетовци со кого разговараме во ова најнова емисија. Никола Спасовски, тетовчанец, пред се. Иначе космополит, затоа што голем дел од светот го прошетав, многу сознанија собрав од тие патувања и тие специализации што ги имав надвор. А тоа ми користеше во мојот развој и во успехот што го направив. Уз Тетекс. Иначе као ја, единка личност, не би можел тоа да го направам, сигурно. Така. Вие сте дизајнер, како сето тоа започна, дизајнерството? И тоа не е обичен дизајнер, ако знаеме дека во тие ваши креации нели внесувате фолклори пред се македонскиот фолклор. Како сето тоа започна? Како ве препозна во Тетекс и како пред се вие се препознавте дека таа професија треба да биде вашата иднина? Па уште во осмолетка, тоаш не бе осмолетка, основно училиште, па имаше гимназија од 1 до 8 клас. Се појави тој талент кај мене, веројатно за уметност, и тоа ми беше некоја предиспозиција вака во својата одлука понатаму како да се школувам. Имаше еден конкурс за картографски цртач. Не знам дали се сеќавате вие, имаше една многу добра професорка од Бугарија, Катја Евтимова од Тетово. Предаваше во гимназија и се сеќам добро, пошто со Павле Кузманов сме добри пријатели. И он беше упутен од неја да настави со сликарството. Исто Владимир Николовски, он е архитекта, и он беше исто така упутен од неја, ама не отиде на академија. Исто и мене, ја бев препорачен од неја, обавезно да наставиш со сликарството. Меѓутоа, патот скршна, ситуацијата таква беше. Завршив овде мала матура, завршив 5 клас гимназија, тогаш беше 5 клас, и во 6 клас Тетекс се појави, му требаше кадар, не собран негде околу 10 души од Тетово, добри ученици сите. Отидовме во Лесковац во средно училиште и тамо дел од нив се вратија назад, не можеа да издржат одвоен живот во туѓа земја, во друг град во кој не се навикнати, уште практично бевме деца. И почна така со школување за иден стручник по текстилна технологија. Тогаш предпоставувате дека ќе бидете дизајнер или пак? Па, сега ќе ви кажам одма, програмата во тоа училиште беше средно техничко текстилно училиште со едно големо педигре, прва школа во Југославија таква, со еминентни професори, и смерот беше општ смер. Значи, сите фази во текстилот. Сем плетење, сем трикотажа, другото се. Практично, тука се обучуваја идните технолози за водење на индустријата во текстил, било памучна, било волнарска индустрија, било ланена и така натаму. Меѓутоа, имаше и предмети кои опфатуваа оние примарни и почетоци на создавањето на текстилот. Тоа е дизајнот, де факто. Така да постоеше предмет дизајн. Пошто ја бев некако наклонет кон дел во естетиката,
Не ми беше многу тешко да се определам покасно. Меѓутоа, кој дојдов овде да работам, после средно завршено училиште, као стипендиста на ТТЕКС, нормално, почнав да работам во сите погони прво, ги поминав, па почнав со ткајање. Од ткајачница и тамо за брзо време постанав раководител на ткајачница. Немаше други стручњаци. Отидов после тоа на факултет во Лјубљана, по враќањето поново од ткајачница. Бев една година тамо и реков, ја овде немам више што да создавам. Тоа е една монотонија, перманентно иста работа се повторува. Само да се организира работа. Јас сакав нешто друго. Јас сакав нешто да творам. Реков, ја не сум за овде, бев кај генералниот директор, ваква работа, викам. Моето битисување во овој сектор нема перспектива. Можам, како веројатно се задоволни со мене, можам да организирам све перфектно, меѓутоа, ја сакам нешто ново секогаш пред мене да создавам. И се одлучивме во сектор за дизајн. Отидов тамо, почетоците беа, да не кажам, примитивни. Ама не само кај нас во ТТЕКС, и во целата текстилна индустрија во Југославија така беше. Почнав од 67 година и почна борбата. Борбата за еманципација, не моја лична само, него и на ТТЕКС. Тогаш се отворија границите за увоз во Југославија и почна да доаѓа модерна роба, увезена од Италија, од Шпанија, од Франција. И ние се најдовме, не само ние, него целата текстилна индустрија, а Југославија располагаше со многу голем капацитет во текстилната индустрија. Бевме затечени, така да бевме поставени во тие норми што ги социализмот што ги планираше. Создадени бевме некако да задоволиме прво домашните потреби кои се најпотребни пред се, да кажеме, армија, полиција. Тогаш се уште армијата и полицијата се облекуваше во таква облека, волнена облека. За мода практично многу малце модата навлегуваше во производството. Меѓутоа со појава, како што реков, на отварење на границите и увоз на текстил од еминентни произведувачи, примерни во светот, Италија број 1 и Франција. Па и Шпанија тука беше присутна. Германија исто така. Се појави потреба да и ние мораме да се вклучуваме. И така почна борбата. Понатамо ќе преме, веројатно, момент како идеше тоа. 67 година, кој додов, направив една обсервација што е секторот за дизајн, да кажеме, или дизајн биро. Дизајн биро не може со една работилница, со еден разбој рачен никаков, со примитивни услови за творештво, така да твори. Не може тоа. 68 година ме викна генералниот директор, вика, ама многу касно. Негде беше 15 септември отприлike. А меѓународниот сајам во Белград почнуваше 10 октомври. Дознав дека на овој сајам настапуваме и ние. Меѓутоа дознав дека се доделуваат премиерни награди за фабриката и за авторот. Нешто да направиш да биде во стилот на она што се бара во светот. Неприпремен. Не може тоа така да оди. Треба да се одвија еден елаборат кој треба да почне, да кажеме, негде од
Од завршување на сајамот во Белград од 15. октомври, па треба да трае тоа све до крајот на септември. Создавањето. Значи, мора да се почне од влакно, па све до готов производ. Дизајнот е мултидисциплинарно дејание и захтева еден поголем процес на припрема, потреба која е да се створи нешто ново. Каде тоа ќе се применува, метод на работа, асоциација и на крај естетскиот изглед. Се тоа треба да се спои заедно и технолошки да може да се реализира нормално. И малци беше просторот, нешто се направи, се доближивме негде до врвот. Меѓутоа, Кула, Слобода Кула од Војводина беше испред нас, доби реално они го освоја првото место. Иначе на тој сајам настапуваат, тој е меѓународен сајам, настапуваат и страни производјачи и домашни производјачи. Тек за следната година, реков вака не може. И направив елаборат за реконструкција на бирото за дизајн. Со биро, со посебен погон кој што Тетекс го овозможил за дизајн. Да, експериментален погон, магазин за експериментални предива и располагање со влијание врз целиот технолошки процес во Тетекс. Практично, сите смерници како ќе се одвија процесот, што сировина ќе се набавува, што ќе се употребува во идното производство, практично поаѓаше се од ова биро. Тоа го поставив на тапец, направив елаборат, го прихвати елаборатот и почна со реконструкција. Многу брзо се тоа реши и 69 година веќе ја освоивме првата златна кошата. Она што интересно е, нели, кога сте се вратиле од факултет и сте кажале дека не би сакале да продолжите со работа во тој погон, сакате нешто ново. Сега, во тоа време интересно што фабриката ви овозможила, што сметам дека и во ова време некој што сака нешто ново, најверојатно некоја компанија не би му овозможила, туку мора да работи според тоа што ќе му наложи компанијата. Интересно е, модерното тогаш го прифатиле. Како успеавте да ги убедите да правите нешто ново, иако, како што кажавте, не само во Македонија, туку и во сите држави од бивша Југославија, не толку тоа било, нели, на високо ниво дизајнот поставен. Па, видите, ако сакате прво да имате успех на пазарот, мора да имате перманентно новитети кои се во склоп со движењето на светската мода. За да сте способни тоа да го решавате, морате да имате услови. Тие услови, како што реков, веќе ги створивме. Тетекс беше фабрика која имаше еден голем диапазон на можности да ги реши тие барања што ги бара пазарот. А зашто да не се искористат кои може да се искористат? Ја ќе ви кажем еден почеток, да кажеме, 67 година. Големите трговски куќи во Југославија, во тогашна Југославија, да кажеме, еден Ангротекстил од Белград, еден Србија Текст од Белград, Текстил Загреб, Текстил Љубљана, Трготекстил Скопје. Тоа беа огромни трговски куќи кои го снабдеваја југословенскиот пазар. А странскиот пазар требаше да го решаваат трговските предпријатија како што беше Центротекстил Белград, Прогрес Белград, како што беше Макоте Скопје, Текстил Загреб, Текстил Љубљана. Они го решаваја пласманот на производството југословенско надвор од Југославија.
пред се беа ориентирани на пласман во источниот блок. Советски сојуз и сателитите на Советски сојуз. Сега во време можем слободно да кажем дека дизајнот и модата се поистоветуваат со одредени личности, нели? Дали можеме да кажеме дека Никола Спасовски своевременно, нели, со тој дизајн кој што го креираше и создаваше, се создаде свој личен идентитет? Видите, апсолутно, али примерно што е, тоа што ќе го створите да е во тек со светската мода, затоа што пазарот знае више што се дешава на планот на модата во светот. Према тоа мора да се вклопите. Ако имате инвентивност таква и можности за творештво, за некоја асоциација, да кажеме, од она што веќе го поседувате во глава. А да ви кажам искрено, Македонија е богатство едно во фолклорот. Користејќи ги само сегменти од она творештво што го имал народот во Македонија, еден сегмент да се земе, сега немаме можност да ви покажам ја отприлике. И тоа може да се развие и да се уклопи во светската мода и да бидете оригинален и да постигнете голем успех. И така и беше. Према тоа, за мене беше уживање да направам нешто што не е автентично, тотално, со некој што го направил во Италија или во Франција, туку овде направено, меѓутоа се уклопа. Само као аргумент и као потврда дека тој начин на творештво и она што го создавав преку Тетекс, го приметија и странските големи креатори, кој што е Анджело Литрико, кој што е Балестра од Италија, кој што е Карден од Франција. Јас бев викнат од Карден да правиме работа кај него. Така да интересирање постоеше, а од нашите креатори, поготово еминентниот наш креатор Александар Јоксимовиќ, сте прочитали за него, тоа е веќе заборавен веројатно од нови генерации, меѓутоа најдобар креатор во Југославија беше Александар Јоксимовиќ и Чедомир Чедомир, после него Чедомир Чедомир. Направија многу убави колекции со наши ткаени. И што се однесува до она создавање со асоциација, пред се со нашето творештво македонско, можам да кажам дека Тетекс постигна голем успех. Беше приметен на сите сајмови Југославија, пред се Белградски сајам кој меѓународен сајам, потоа Љубљански сајам, сајам на мода, Скендерија, Сараево и Моде Скопје. Морам да приметам дека веројатно нова генерација не знае више тоа што е чејс. Меѓутоа, тогашните наши мајки, без чејс не може да се омажат воопште. А чејсот се правеше 90% рачна работа беше. Имаше фамозни дела направени, рецимо од мојата мајка и од незината мајка. Ткаеле на разбој, ткаеле свила, природна свила, ткаеле лен, ткаеле памук, ткаеле и черги. Порано немало чилимичица, черги се употребувале. Така да од тие богатства што ги имала мајка ми, рецимо, од чејсот, перманентно јас би гледал. Тие се појавувале за благдани, рецимо за Божич, за Великден и пред очите ми стоеле тачно. Немало потреба да ги гледам поново. Понатамо, носиве наши македонски, тоа е огромно богатство. Доволно еден дел да земете од тука. Ја имам еден албум издаден, македонскиот фолклор. Стварно, човек да се ужива гледајќи ги оние носие кои се прикажани тука. Доволно ви викам, ја една година имавше една ткања, ја направив
нешто автентично, вес од чорапите на носиите од галичник, од прилика. Постигна многу голем успех. Меѓутоа, видите, многу битно е да се вклопите во модата. Тогаш беше тоа актуелно. Еден жакард стил на создавање на шари такви кои имаат голем рапорт. Тоа можеше само со жакард да се постигне. Со обично ткање не може. Сега, кој е и умојшен да може да постигне и со обично ткање да се добија таква шара и да се представи, рецимо, нешто што веќе асоцира од фолклорното богатство на Македонија, тоа беше потполн погодок. Да. Какви се парчиња облека сте дизајнирале? Прво да почнеме со најосновното. Чебето денеска може не е толку интересно. Меѓутоа, у тоа време, чебето, водено чебе, кој можеше да направи најдобро чебе, тој беше број еден во Југославија, а ние бевме. Практично 90% се работеше водено чебе тогаш. И негде околу 10%... И што се имало, каков дизајн имало чебето тогаш? Па чебето карирани работи беа, жакард не, повеќе кароа, имавме еден голем диапазон. Имаме лесни чебиња, од оние за, да кажеме, после пладне некој сака да се одмори, да се покрие со лежерен прекривач. Лесно чебе, волнено, од убава волна. Сега, да потврдам дека бевме најдобри во волненото чебе, дека ја правев дизајни за маршалот на Југославија, Јосип Брз Тито. За неговото резиденција во Караѓорѓево, во Војводина. И тоа беа фамозни чебиња, стварно. Потоа се покажа потреба за поедноставно одржување на чебето. Затоа што волено чебе не сме да се пере во машина за перење. Тоа мора рачно да се пере. Ако се пере во машина за перење, тоа ја губи својата вредност. Ќе се скепае по наше тетовски израз, ќе се увилца и ќе се стесни и тврдо постанува. Тоа не е одржување. И почнавме со развојот на акрилно чебе. И тоа беше една борба голема да се освои еден таков врвен производ. Страшно тешка борба. Страшно тешка борба што не имавме предвид уопште дека тоа може да се деси. Мислевме дека едноставна работа е тоа, меѓутоа не е едноставна работа и многу тешка работа беше, многу труд вложен да се освои технологија пред се, да се добие врвен производ. И тука почна со жакардот. Тука почнавме со разни шари. Нашиот народ сака шарен дел. Ја не сум за тоа, искрен да бидам. Јас сум за поедноставни работи, по естетски вака за око. Меѓутоа народ си народ, а народ купува. И мораше и такви работи да се прават. Да кажеме животни, лавои, јелени и такви работи. Меѓутоа тука исто пак внесов нешто од нашиот фолклор. И добро помина тоа. Други парчиња облека ме интересира. Какви фолклорни елементи сте внесувале специфични некои што се познати? Ние производевме тканини за женско облекување, најдобри во Југославија во тоа време, и тканини за машко облекување. Тканите за машко облекување ги користеа конфекциите југославенски, меѓутоа и работевме голем процент за извоз. Во женското облекување имате една поширока можност за примена на еден дизајн кој што претходно наведов дека во користењето не само, сега да не биде, само сме користиле делови од сегменти од фолклорот, од нашето фолклорно творештво,
македонско, туку тоа е дел само, еден сегмент. Другото, сме ја пратиле светската мода. И тука сме биле, видите, морате преку пратење на модата, а да се таа мода оствари, потребна е технологија, потребни се и машини кои можат да го дочараат тоа. Да кажеме, нас ни беше еден период. Знаете како у модата има почеток, развој, постигнува ниво, па стагнација, па паѓа. Кој почнува да паѓа, одма се ствара нов еден сегмент, нов циклус на мода. И тоа така иде. Во последниве години, да кажеме сега, од негде од 90-та година па навака, малце тој циклус повеќе трае. Порано беше негде околу 6-7 години. Сега трае негде 10-15 години, еве се уште, овие панталони што ги носиме сега, колку време се носат овие панталони. Многу повеќе време отколку некогаш. Порано било по-променлива работа. Многу по-променлива, да. Да бидеме јасни. И условите на живот, стандардот влијаат врз развојот на модата. Денеска, рецимо, капут, тешко може да видите човек облечен во капут. Тоа се јакне. Зошто? Затоа што перманентно во кола се, во ауто се, не е одат пешки, уопште нема потреба од тешки капути да биде заштитен од ладно и така натаму. Се во своје време. Вака, кога започнавте со дизајнот и кога се направи тој експериментален погон во фабриката Тетекс, одма имавте замисла дека дизајнот уште првата година ќе започне, односно ќе се искористи за мода и за модни реви. Каде се започнавте да одите со раководството на Тетекс и со другите ваши соработници на модни реви? Или пак тоа може малку во подоснешниот период започне? Одма почна, среќна околност што имавме и конфекција ние. Имавме и трикотажа, али конфекција. Значи, нашите производи, као ткајанини ги користеше пред се, прво нашата конфекција, па другите. Се прават 2 колекции годишно. Една за пролет-лето, со намена на производи за пролет-лето, а другата е со намена за есен-зима. Се обработува пазарот на база на тоа што ќе се заклучи со купувачите, тоа се пушта во производство, се испорачува на време да они направат одредени предмети да се појават. Конфекциите, еминентните конфекции во Југославија правеа модни ревии. Меѓу нив бевме и ние, правевме модни ревии и настапувавме во Загреб, во Сплит, во Сараево, во Белград и во Скопје. Апсолутно секоја есен имавме модна ревија. Тоа бил догаѓај, да кажеме, за Белград или за Сараево или за Сплит, па и за Скопје. Да Тетекс настапи. Ние сме ги правеле, јас учествував во режијата на ревиите, правевме и еден сегмент забавни блокови имавме со еминентни пеачи од просторите југославенски. Така да посетувачите имаја прилика и да се разумнат, да не биде една монотонија само прикажување на модели, туку и да има еден блок кај што ќе ги малце опушти. И така одеше тоа и беше перфектно примено воопште во сите градови кај што сме гостувале. А тоа беше догаѓај, тоа беше као циркус да гостува. Рецимо во Сплит сме правиле страшни ревии.
Teteksom u svet. Какви се награди имате, нели, добиено вие и нормално фабриката Тетекс на овие ревии, надпревари и слично? Па видите, сега ја као личност без Тетекс не би можел тоа да го постигнам никогаш. И обратно, да. И веројатно тоа делата и развојот на Тетекс покажува дека моето учество било огромно во создавањето на нова технологија, во создавањето на модни производи кои го представиле Тетекс не само во оквирите на Југославија, туку и надвор. Ние имавме голем извоз и во Америка, имавме голем извоз и во Европа. Шведска, Холандија, зборам за овие земји од западов. Италија исто, и мада Италија е земја на текстил, ама и тамо најдовме пласман. А не зборам за овие земји од источниот блок, да. Начинот на кој го создадовме тој сектор за дизајн со експерименталниот погон ни овозможи да можеме да конкурираме и на американскиот пазар. Големи успеси имаме направено тамо. А ќе ви кажам дел сам од тоа покасно, сега да се вклучам со наградите. Па првата награда е 69-та година Златна кошута. Тетекс, тоа беше догаѓај и за градов. Во Тетово обавезно сме давале ревии. Ако ви кажам кај сме ги давале тие ревии, смешно е од денешен аспект. Добре, сега почеток е така. Да. Кажеме од Арама, тамо Малечка Саличка, кино 19 ноември, така, тоа бе условите, што да правиме сега. Ама добро беше, тоа беше доживле за градов ипак. Така, Златна кошута, тоа ревија од сите земји од Југославија или како? Златна кошута се добија на учесниците на сајамот. Имаат своји штандови и поставуваат нови производи. Производите ги оценува комисија. Една меѓународна комисија, да кажеме од Белгија, од Франција, од Италија, еминентни имиња, рецимо, Надпреварувачите били од бивша Југославија, тоа ми е надпреварувачите кои што учествувале. Да. Па не би рекол дека они на сајамот се настапувало да се запознаат купувачите, а и народот воедно. Што следи за следната сезона. А пред се да се направи работа, да се контактираат сите трговски куќи, да дојдат тука да се направат уговори, да се заклучи. Тоа било само себе промовирање на некој начин. А другиот аспект е како стимулус на производјачите да се најдобриот дизајн награди со златна кошута. А авторот со златен прстен. И потоа следуваат награди? Со години награди, само негде околу 18 златни прстени, негде околу 8 сребрни, и што се однесува до Белградски сајам. Иначе, на Љубљански сајам, златен змај, Скендерија, златна Скендерија, во Скопје, во Лесковац своевремено имаше и тамо, пошто е тоа град на текстил, имаше сајам и тамо исто добивавме доста награди. Иначе, лични награди, првомајска награда на Македонија, првомајска награда на Југославија. Имам орден на трудот, златен венец, со сребрен венец. Имам добиено награда на Стопанска комора на Министерство за трговија на Македонија. Такви имам 2 награди добиено. Имам добиено индивидуални награди и за
наменски дизајн се одржуваше секоја година Друштвото на уметници, на применети уметници на Југославија во салонот на Цвета Зузорич во Белград. Имам тамо добиено, во Нови Сад имам добиено исто за дизајн. И веројатно нешто сум испуштил. Премногу награди, да. Вака во дизајнот најверојатно нели ви помагале околу сите тие И Златна Билјана е ова. Така, да, чест имаме. Во дизајнот сигурно ви помагале нели соработниците. Па има, да. Да, и сега на пример ако тим, да. креацијата на некој парче облек или некој материјал, која беше вашата креација? Да речеме изборот на материјалот, дали го правил друг, а вие сте се насочувале кон тие фолклорни и модерни елементи, да речеме кон, ајде, просто кажано цртежот на тоа парче облека. Како сте ги делеле тие работи или пак може би заеднички целиот производ сте го работеле? Програмот, целокупниот програм, пазите, не е еден само програм. Значи, програм колекција пролет лето, колекција пролет зима за домашен пазар. Колекција пролет лето и колекција есен зима за надворешен пазар. Сето тоа го елаборирам, го ставам на папир и 90 и повеќе проценти можда моето учество е тука. Они ми се соработници другите. Добијат инструкции, добијат точно одредени инструкции како треба тоа да се реши и практично они го пратат тоа сега. Го пратам и јас нормално. Имаме при завршување на една група на нови производи, ќе се состанеме, ќе погледаме што сме направиле. Процесот е од влакно до готова тканина. Во посебна колекција е Белградски сајам. Тоа е посебна колекција. Тоа се елаборација прави, како што реков почетокот, негде при завршување на Белградски сајам, од тоа одма се навлегува во создавање на нов елаборат. Да. Како успеавте, како екипа и лично, нели, како Никола Спасовски, тој македонски фолклор да го вметнете во таа европска мода во тоа време, кое што, нели, брзо се развивала, посебно италијанската и француската, и колку тој македонски фолклор е прифатен од страна на Европа, европските државјани, да речеме. Видите, 70-те години беа години на експлозија на мултифолклорност во дизајнот. И тука имавме можност да се покажеме во право светло, користејќи ги, како што претходно реков, некои сегменти од нашето фолклорно богатство. Многу богато и со бои. Стилот беше, модниот стил во Европа и во светот, тако беше да тоа е актуелно. И тука постигнавме пун погодак. Паралелно со ова, за да ги остварите овие решења, паралелно морате да идете и со унапредување на технолошкиот процес. Да кажеме, нова машина треба за букле, за фанси предива, за фантазија предива. Да бидам поедноставен, вака. Значи, не класични предива. Боењето, да кажеме, морате за експеримент да направите, не ви треба 500 кила, не ви треба 1000 кила, ви треба 10 кила само да имате. Да се купи апарат за боење на мали количини на предива. Тоа се средства со кои треба да го постигнете она што сте го замислили и она што е потребно да го замислите да се пласира на пазарот. И тоа имав големо разбирање, големи можности практично да све што ќе замислам, да тоа се оствари. И као набавка на нова машина. Немало проблем уопште.
Тетекс бил у тој поглед страшно напреден. Дали може да се направи некој рез во однос на модата и дизајнот, ево тие години кои што ги спомнавте, 70-ти, 80-ти, и може би ајде тука некој рез да се направи во 90-тите години, последниве 2 децении. Затоа што сега кажавте, друго време никој не се насочува производството, дизајнот кон големи капоти, затоа што сите имаме возила, нема потреба од тоа. Како гледате на модата и дизајнот пред 50 години и сега последниве 2-3 децении? Последниве, да кажем, негде при крајот на 90-те години се појави тој циклус на мода на темни бои. Црна, боја на јаглен, така некои темно-сиви бои. И веројатно сте приметиле посlovниот свет, поготово такви одела, практично беше облечен. Богатството во бои беше спуштено на ниско ниво. Гледам сега, задниве, последниве неколку години, почнува поново да се појавува интересот за, рецимо, за облекување во малце посмели бои, отстапување од она монотонија на тие темни бои. И се надевам дека, гледам дека и во женско облекување се враќаат оние дизајни, нормално малце обработени, кои биле актуелни и 70-те години тамо. Ја, да бидам искрен, ова го пратам преку интернет и пошто сум член на Меѓународниот секретаријат за волна, перманентни дописи имам од нив, тамо е седиштето, е практично тој секретаријат го створил створен е во Австралија, производачите на волна, најголем производач на волна е Австралија. Они го створиле тоа само заради пласман на волната во светот. Они имаат и такви бироа кои се бават со развој на модата и перманентно го пратам тоа, го добијам на интернет, скоро секој месец добијам новости што се дешава на планот во текстилот. Тоа моја професионална деформација е, не можам да се откачам од тоа. Ја имам компјутер, во компјутеров имам и Unix систем уфрлен и имам програм за дизајн. Тој програм кошта негде околу 30.000 евра може. Меѓутоа, јас сум го добил тој бесплатно. Така да некогаш од време на време ќе седнам така и пратам тоа што се дешава. Има која е разликата сега, сакам да прашам, да. Интересни креации има денеска, може да најдете. Тие креации многу ретко се носат, нели, еве, во јавност. Така? За разлика од порано. Затоа што порано имало некоја разноликост и во тој фолклор кој што сте го внесувале, меѓутоа сега сметам дека, нели, во Европа и во бившите југословенски простори, нели, државите од бивша Југославија, класика сите си се носат. Нема некоја разноликост како на времето. Па, да ви кажам, во југословенскиот простори имаше доста еминентни конфекции, да кажеме, за машко облекување Мура и за женско облекување Мура, од Мурска Собота, Каменско од Загреб, Беко, Београд, Алко Сараево и Крој Шкофија, локал Љубљана, Мода Нова Горица, имаше и други, али овие ги покажав поеминентни што беа. И они предњачеа, они ја гуреа модата, светската мода во југословенските простори. Има разлика денеска, јас се надевам дека ќе се смени, не може тоа. Далај Лама рекол, што е сегашноста? Сегашноста што е? Што денеска се дешава? Се дешава
Тоа е еден интерфейс измеѓу минатото и идното. Тоа се укрстува, али не може нити минатото без идното, нити па идното без минатото. Така да перманентно ќе се појавува она што било, меѓутоа во нови облици. Тоа е моје гледање, а доста време сум прошол во сферата на модата, така да можам од тоа некој заклучок да дадам, дека се враќа, се врти, меѓутоа не во иста нота, туку нешто. Меѓутоа во ова време тие работи малку подолго траат, затоа што знаеме џинсот се уште се носи памучни или некои кошули, блузи и такви работи. Некако, како што кажав за последно време, можеби светлите бои сега повеќе превладуваат, меѓутоа со дизајнот и со таа мода која што сега ја има подолго време некако трае. Нема брзина. И што треба според вас да се смени, да речеме? Да се смени. Модата е личен избор сепак, меѓутоа еве. Знаете, дизајнери имате право да го кажете. Денешниот човек мора да се прилагоди према условите на живот. Да кажеме, порано доста од понежниот пол не работеа, седеа дома. Не им требаше потребно толку облекување. Денеска жената е практично паралелна со мажот. Иде на работа треба да се појави. Меѓутоа, нема доволно време денеска. Порано беше, се идеше на работа у 6 саат, се напушташе 2 саат. Од 2 саат до вечер имаше голем еден простор, кај што треба човек да си посвети. Дали дома, дали излегање надвор, купување, дали во разонода и така натаму. Имаше поиќе потреба за тоа. Денеска не. И нема време човекот или жената денеска за многу преоблакање практично. И затоа иде наједноставно облечена во џинс. Со џинсот може да седне кај сака. Со џинсот може да се појави било каде. Ја носам уште џинси. Имам џинси, 2 пара џинси имам и за да можам надвор да искочам, а имам целите ми се обелени више. Меѓутоа најсладки ми се за носење. И може се уште да се носат. И може се уште да се носат. Денешното облекување е ексцентрично. Не знам дали сте приметили, евен пример ќе земам, рецимо краток некој капут без постава, само тканина чиста, едната должина е подолга, другата должина лева пократка. И такви ексцентрични работи се дешаваат. Мора нешто ново да се измислува. Меѓутоа, условите на живот се поинакви денеска. Нема, погледате времево какво е. Пред 30 години се знаело што е пролет, што е лето, што е есен, што е зима. Денеска измешано е се. Имате преку, зимава наша каква беше, прошла зима. Беше топла зима. Не можете видите тешки работи да носите. Господин Спасовски, еве за на крај би ве замолил некоја порака да упатите до конфекциите, нели, Тетово, цела Македонија, на што треба да се насочат? Знаеме во каква ситуација се и пред короната и сега за време на корона. Знаеме дека не е тоа време како што беше пред 30-40 години, меѓутоа на што треба да се насочат за да опстанат на пазарот, а сепак да бидат модерни? Не знам дали сте во тек. Конфекциите денеска во Македонија практично производат само за извоз. Ама не е тоа производство нивно тотално, туку само услужна дејност. Купувачот од надвор купува ткаина, ја дава на конфекционерот и дава модели што да направи. Тоа се реализира, се испорачува, тоа е битесувањето на денешните конфекции. За домашен пазар ја не сум во тек дали има некоја конфекција. Ја мислам во Штип има пар конфекции кои работат и за домашен пазар нешто, али тоа е сичушно. Тоа е многу малку. Што се сменија условите уопште, гледате овде, првите ни Тетово во бутиците ќе видите
99% роба е све од увоз од Турција или од Кина. Практично Тетекс више и се затвори. Нема производство. Нема каде да го пласира тоа производство. Згреше некаде Тетекс и другите големи конфекции, можеби своевремено требаше да сменат нешто или тако едноставно не може, не, ги затече тој процес на распаѓање на Југославија и со тоа купувачите од надвор што беа заинтересирани за комплет извоз од Југославија се трнаја. Знаеа во каква ситуација е Југославија, се трнаја, а да освоиш поново купувач многу тешко. Перспективата каква е, не знам, сите се определиле на такви мали конфекции кои можат брзо да створат производ и да го испорачуваат на купувачот од надвор. Иначе, што се однесува до аспектот на дали е тоа естетски, тој производ на едно завидно ниво, околу тоа прашање не би воопште. Имам што да кажам, затоа што се изместија некои схватања за естетиката, да кажеме, во моје време, незамисливо било жена да облече панталони и штикли. Немало шанса тоа воопште. Тоа било сами да кажете, сега многу против естетски. Да. А денеска ги гледате од тесни панталони, фармерки со големи штикли. И тоа е прихватливо. Така да иднината може ќе донесе некои новитети во кој смер не може човек воопште да предвиди. Сега модата не ја ствараат само креаторите, туку и бизнисмените и големите босови што треба да ја поддржат неја. За да се една мода појави на пазар, не е така едноставно. А доаѓа од тамо кај што има можности тоа да се обистини, да се оствари. Господине Спасовски, ви благодарам за разговорот. Мило ми беше што ги споделивте тие ваши прекрасни искуства со мене и со гледачите на телевизија Ки се минада. Ви посакувам добро здравие, се уште успешни дизајни, најверојатно ги реализирате на програмата која што имате и уште еднаш ви посакувам добро здравие. Благодарам, и мене ми беше чест што ме повикавте вака да малце прозбориме за она што било и како е идело порано. Со надеж дека утре ќе ни биде посветол денот. Благодарам уште еднаш.